Скрининг процесот започнува на 17 јули, заедно со посетата на Хан на земјава. До тогаш ќе биде познат и преговарачкиот тим кој ќе ја води Македонија низ процесот, најави вице-премиерот Бујар Османи. Поканите за членство во Европската Унија и НАТО ги оцени како историски пресврт. По 9 препораки и 17 години чекање, конечно имаме прецизна временска рамка за придружување на европското семејство. Исполнување на одредбите од договорот со Грција остануваат услов, исто како и реформите во правосудството, администрацијата и безбедносните служби. Дилемата за европската иднина на Република Македонија е завршена. Дека Република Македонија успешно го фати овогодинешниот европски воз и дека предстои периодна подготовка за нашиот почеток на преговори за полноправно членство во Унијата. Токму во таа насока, средина на јуни, најверојатно средина на јули, 17 јули, најверојатниот датум, почнува односно се лансира со доаѓањето на комесарот Хан во Скопје и така наречениот скрининг процес. Прашан за можните блокади од страна на опозицијата и шефот на државата, Османи рече дека никој не може да влијае на процесот. Ниту кај европските представници не постои загриженост за ставот на Ѓорѓе Иванов. Нагласи Османи и ги повика страните да бидат конструктивни во ваквите, како што рече, историски моменти за Македонија. Република Македонија според уставното уредување е парламентарна демократија, во кое што последниот збор, а особено во донесување на законите, го има собранието. И дека председателот е само мал дел од извршната власт кој што нема никакво можно влијание врз улогата на собранието, а најмалку да биде последниот збор во донесување на таквите одлуки. Постапките на господинот Иванов се на некој начин обид за менување на системот без уставни промени, што е казниво со закон. Во наредните 6 месеци, Македонија треба да одржи референдум и да ги направи договорените уставни измени, за да може во јануари да го потпише пристапниот протокол со НАТО. Вице-премиерот оптимист дека ќе се запази временската рамка. Во наредните неколку денови, владата мора да дефинира главен политички преговарач и технички преговарач кои ќе ги координираат работните групи. И европскиот двоец Могерини Хан во заедничка изјава истакна дека Европската комисија веќе започнала со подготовки. Ние веднаш почнавме да работиме на ова ново, заедничко поглавје, при што Европската комисија започна подготовка за разговорите за пристапување. Со нетрпение очекуваме да работиме со вас и да пристапите кон овој нов предизвик, со истата решителност што ве доведе до неодамнешните успеси. За нив договорот меѓу Македонија и Грција е пример за цела Европа и додадоа дека сите политички чинители треба да дадат поддршка за евроинтеграциите и за стабилност на Балканот. Председателот Иванов го искористи джебното вето за договорот со Грција, но првиот човек на законодавниот дом најави дека следнава недела договорот повторно ќе биде изгласан.